Добар ден. Светот на автомобилскиот бизнис е вибрантен и доаѓаат настани кои и некогаш биле незамисливи. Таква е информацијата дека Бугати стана хрватска компанија. Мерцедес ја представи електричната C-класа. Дали европјаните со помош на Ioniq 3 ќе добијат ефтино електрично возило? Порше го лансира Cayenne Coupe Electric, BMW освежи луксузната серија 7, Stellantis направи нова и зачудувачка реорганизација. Honda е во проблеми тешки 15 милиарди долари. Volkswagen најави нов хибриден погон за Golf и T-Roc. Добре дојдовте во новата епизода. Volkswagen е на пресвртница во своето европско работење. Принуден е да ги намали производствените капацитети за уште 1 милион возила. Според генералниот директор на компанијата Оливер Блуме, поранешните планови за продажба станале нереални во актуелните пазарни околности, заради што ќе се реагира на овој начин. После овие дополнителни кратења кои треба да се реализираат до 2028 година, Volkswagen глобално ќе има фабрики за 9 милиони возила. Овие мерки ќе значат и губење на вкупно 50.000 работни места. За намалување на финансискиот товар, сериозно се размислува за продажба на една своја фабрика на кинеските ривали. Со кој конкретно се преговара не е познато. Euro NCAP повторно изведе тестирања на безбедноста на камионите. Овој пат на мета беа оние за регионална и урбана дистрибуција, кои заради природата на нивното користење почесто од другите учествуваат во сообраќајни несреќи. Со оглед на релациите каде се движат, најзагрозени од нив се пешаците и велосипедистите, заради што радува општиот заклучок на Euro NCAP дека безбедноста на овие камиони се подобрува. Од вкупно тестираните 8, максимален број звездички добија 6, од кои L серијата на Scania се покажа како најуспешна. За жал, 2 од тестираните камиони завршија лошо. Renault освои 4, а DAF е 2 и 3 звездички, што укажува дека се уште постои голем простор за напредок на безбедноста на тешките возила. Пазарот се менува, а со тоа и приоритетите. Како што беше најавувано, Audi го згасна производството на 2 своји најмали модели A1 и Q2, од кои заедно има продадено скоро 2,3 милиони примероци. Беа влезница во премиум сегментот и заминаа без директен наследник, што јасно ги осликува промените на стратегијата на германскиот производител. Покрај насочувањето кон повеќе профитабилните сегменти, фокусот ќе биде ставен и на електричните модели. A1 лансиран 2010-та доаѓаше од погоните на Seat во Марторел, каде групацијата ги подготвува капацитетите за новата генерација мали електрични возила Cupra Raval, Škoda Epiq и Volkswagen ID Polo и ID Cross. Q2 воведен 6 години подоцна се произведуваше во Инголштат, од каде во иднина ќе излегува најавениот компактен Audi A2 и Tron. Истовремено е потврдено и дека новиот спортски модел инспириран од легендарниот TT и заснован на минималистичкиот концепт C ќе се појави идната година. Тоа воедно ќе значи и крај за актуелниот знаменосец на понудата e-tron GT. Бугати стана хрватска фирма. Порше го продаде својот удел на Римац. Носител на трансакцијата е конзорциумот инвеститори кои покрај Бугати станува собственик и на уделот на Порше во групата Римац.
Договорот веќе е потпишан, а за формално да стапи на сила потребни се одобрувања од регулаторите, што се очекува да биде финализирано до крајот на годинава. Финансиските детали не се објавени. Целосното излегување на германците од структурата на фирмите кои ги контролира Мате Римац значат почеток на нова фаза во развојот на Бугати, проследена со најавени нови инвестиции. Според одговорните на Порше, одлуката да се повлече од сопственичката структура на Римац е стратешка, со намера повеќе да се посвети кон својот основен бизнис. Јавноста сепак смета дека причината треба да се гледа во лошите резултати кои доведоа до тоа после многу време компанијата да не им ги исплати годишните бонуси на вработените кои лани изнесуваа по 5, а полани скоро 10.000 евра. Volvo започна со производство на EX60 во фабриката во близината на Гетеборг, во која во последните неколку години се вложени скоро милиарда евра. Она што го прави посебен овој средно голем кросовер е што е прв и засега единствен електричен модел на марката целосно развиен во Шведска. Интересот за него е доста голем, дотолку што се размислува за кратење на времетраењето на годишните одмори на работниците за да се обезбедат доволни количини возила. Првите испораки во Европа се предвидени за летово, пошто ќе следи и неговото лансирање во Америка и Азија. Volvo EX60 има импресивни технички податоци, автономија од дури 810 км и батерии кои до 80% од капацитетот се полнат за само 16 минути. Посебно привлекува интерес и со тоа што цената му е споредлива со плагин хибридната изведба на најдобро продаваниот модел на марката XC60. Баварците ја зачинија германската премиум битка во луксузниот сегмент со значително освежената серија 7. Преземајќи ги клучните елементи од линијата Neue Klasse, главните промени се кај електричната верзија која има нов батериски пакет со поголем капацитет и унапреден погонски систем. Автономијата сега е значително поголема и се искачува скоро до 730 км, а поддржана е сила на полнење од 250 кW. Покрај неа, BMW нуди и плагин хибридни варијанти на новата серија 7, чии карактеристики главно останаа непроменети. Понудата ја докомплетираат и стандардните изведби со бензински и дизел мотори. Корекциите во внатрешноста се однесуваат на подобрување на комфорот на патниците, посебно оние на задните седишта. Визуелно измените се суптилни, со акцент на почистите линии и модерниот израз. Производството на обновената серија 7 ќе стартува во текот на летото. Јапонците се налутија на Европа и се подготвуваат дури и преку дипломатски канали да побараат да се преиспита ревидирана политика за субвенционирање на електричните возила. Според нив, доколку се усвојат измените, јапонските возила ќе бидат дискриминирани бидејќи предлогот предвидува за да се квалификуваат за субвенции најмалку 70% од составените компоненти, вклучувајќи ги и батериите, да доаѓаат од Европската унија. Затоа и Токио од Брисел ќе побара праведен третман за возилата произведени на друго место, уште пред новите правила да бидат одобрени од земјите членки. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија, 15 години доверба, 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема
и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Porsche Cayenne Coupe Electric представува дооформување на електричната понуда на компанијата. Тој ги има истите спецификации како и класичниот Cayenne, но поради подобрата аеродинамика троши помалку струја. Инспириран од силуетата на легендарната 911-ка, купе верзијата на Cayenne има линија на покривот која нежно се спушта надолу, не само што го подобрува изгледот на возилото, туку и го намалува отпорот на воздух. Се очекува подобрената аеродинамика да го зголеми опсегот во WLTP циклусот до 18 км, достигнувајќи максимум 669 км. И покрај тоа што има иста должина и ширина како поголемиот брат, купето е 24 мм пониско и покрај тоа останува практично. Достапни се до 1347 литри товарен простор плюс 90 литри испод предната хауба, а капацитет за влечење е до 3,5 тони. Благодарение на технологијата од 800 волти, Cayenne Coupe Electric може да се полни на компатибилен полнач со еднонасочна струја со капацитет на полнење до 390 киловати. Со стандардниот вграден полнач, капацитетот на полнење со наизменична струја е ограничен на 11 киловати, додека до 22 киловати е достапен како опција. 3 варијанти на погони ќе бидат достапни. Основната верзија испорачува 300 киловати, моделот S 400 киловати и верзијата Turbo 630 киловати. Секој од нив има повисоки вредности на Overboost. Врвниот модел може дури и накратко да достигне до 850 киловати или 1156 конски сили преку контрола за стартување. Забрзувањето се движи од 2,5 до 4,8 секунди за катапултирање до 100 км на час. Во зависност од верзијата, максималната брзина се протега од 230 до 260 км на час. Цените не се помалку импресивни. Во Германија тие почнуваат од 109.000 евра и се искачуваат до 168.500 евра за моделот Turbo. Истовремено е објавена и цената на бежичниот полнач, засега само за Америка.
Таа ќе изнесува високи $6.500, на кои треба да се додадат уште $1.650 при купување на возилото за подготовка за користење. Има моќност од 11 киловати и реална ефикасност на полнење околу 90%. Тежи 50 кг и се монтира на подот, не мора да биде во гаража бидејќи е водоотпорен. Се што треба е сопственикот да паркира на точно определено место под плочата и полнењето може да започне. За оптимални резултати, воздушното ослонување автоматски ќе го спушти возилото на идеална оддалеченост. Шпанците го освежија првиот свој електричен автомобил Купра Борн, кој во новата изведба донесува измени во дизајнот, унапредени технологии, поголема автономија и посилни верзии. Како еволуција на досегашниот модел, визуелните разлики вклучуваат преден дел со поизразен облик, нови браници и матрик светла со триаголен потпис. Амблемот назад е осветлен, а аеродинамиката е малку подобрена. Внатрешноста е дополнително дигитализирана со нов инфозабавен систем и поголема инструмент табла, а воведен е и дигитален клуч кој овозможува влегување и стартување на возилото со помош на телефон. Материјалите во кабината делумно се изработени од рециклирани извори, а новите седишта доаѓаат со опции за масажа, греење и меморирање на позицијата. Понудата погонски системи е проширена на 3 конфигурации. Основната верзија развива 190 коњи и има автономија од 484 км, а посилната 231 коњска сила и батерии доволни за 627 км пат. На врвот на понудата е изведбата ВЗ со солидни 326 коњи, со кои до 100 км на час стигнува за 5,6 секунди. Техничките унапредувања вклучуваат возење со една педала, лаунч систем за максимално забрзување и прилагодливо ослонување. Достапни се и повеќе режими за возење кои го менуваат карактерот на возилото, системите за помош на возачот значително се надградени, а дополнителните функции вклучуваат и можност за напојување на дворешни уреди. Купра Борн, како и досега, ќе се произведува во Германија, а пазарното лансирање е предвидено за летово. Мерцедес-Бенц ја прифати тактиката на BMW, само ја преформулира. Додека моделите со конвенционален погон продолжуваат да се произведуваат, нивните електрични наследници фатија еден поинаков смер. Што туку представената C-класа електрик со должина од 4,88 метри е за 13 сантиметри подолга од незиниот брат со мотор со внатрешно согорување и само за 6 сантиметри пократка е од E-класата. Највпечатливите карактеристики на Mercedes C-класа електрик е импозантниот преден дел со 1050 осветлени точки и каросерија обликувана како купе фастбек со багажен простор од 470 литри. Како и неговите претходници, електричната C-класа вклучува и елементи од врвните модели на компанијата, во овој случај EQS. Мерцедес ветува дека благодарение на управувањето на задната оска од 4,5 степени и воздушното потпирање Airmatic, електричниот новитет ќе биде погоден за долги удобни патувања, но воедно исклучително агилна машина за свиоци. Не само што надворешниот дизајн позајмува од поголемите модели, туку и интериерот е дизајниран соодветно и благодарение на меѓуоскиното растојание, кое е зголемено за речиси 10 см, е значително попростран. Стандардниот панорамски покрив исто така го подобрува просторот за глава напред и назад. Заедно со амбиенталното осветлување, 162 ѕвезди може да се проектираат над патниците ноќе.
Како и кај EQS, опционалниот хиперекран од 99,3 см се протега по целата ширина на интериерот. Во исто време, аналогните прекинувачи го олеснуваат работењето. Развиени се нови седишта за возачот и патниците, прилагодувајќи се на индивидуалните потреби. Тие вклучуваат функција за масажа низ целата површина на потпирачот за грб и вентилација на седиштето. За оние кои ценат висококвалитетни музички искуства, Мерцедес нуди активно амбиентално осветлување со визуализација на звукот. C404 Matic се напојува со електричен мотор од 360 kW напојуван од батерија од 94 kWh. Технологијата од 800 волти овозможува за само 10 минути да се наполни струја доволна за 350 km. Мерцедес ветува автономија до 762 km. Автомобилот забрзува од 0 до 100 km на час за 4 секунди и има максимална брзина од 210 km на час. Производителот наведува потрошувачка од 14,1 до 18,5 kWh. C-класа електрик, исто како EQS, е опремена со двостепен менувач на задната оска, при што првата брзина го контролира забрзувањето, а втората брзина испорачува моќност при големи брзини. Како и нејзиниот еквивалент со мотор со внатрешно согорување, доаѓа со целосен пакет системи за помош на возачот. Тие вклучуваат адаптибилен темпомат Distronic и до 27 камери кои му помагаат на возачот. Во моментов, седанот останува единствената достапна верзија на електричната C-класа. Следниот блок е посветен на автомобилскиот бизнис кој е немилосрден. Особено изненадува одлуката на групацијата Stellantis да одреди само 4 главни марки од постоечките 14. Volkswagen од есенва најавува нов хибриден систем, додека Honda проценува загубата да достигне 15 милиарди долари. Stellantis е пред сериозна промена на стратегијата и структурата. Според официјално непотврдените информации, само 4 од марките што ги има ќе ја превземат водечката улога. Извештаите велат дека тоа ќе бидат Jeep, Ram, Peugeot и Fiat, додека останатите ќе настапуваат само регионално. Иако ваквата одлука, кој е поважен за иднината на конгломератот, отвора многу прашања. Наводно, ниту една марка нема да биде згасната, но ќе мора да преживее со намалени буџети. Ако за Алфа Ромео, Ланча и DS ваквото нешто не изненадува, зачудува сместувањето на Opel, Citroen и Dodge во помалку важната група за иднината на Stellantis. Сепак притисокот под кој се најде компанијата е реален, а финансиските резултати немилосрдни. Volkswagen разви нова хибридна погонска група која за Golf и T-Roc се планирани за пазарно лансирање од четвртиот квартал годинава. Се работи за стандарден хибрид кој комбинира 1,5 литарски турбоагрегат со електромотор и генератор кој ја полни малата литиум-ионска батерија. При возење на струја со мали градски брзини, силата се пренесува на предните тркала преку едностепена трансмисија, додека на отворен пат бензинскиот мотор го има главниот збор. Возачот има на располагање 3 режими на работа кои ги прилагодуваат карактеристиките на системот зависно од потребите. Вкупната излезна моќност изнесува 136 или 170 конски сили во зависност од верзијата, а се планира да биде понуден и во други модели, не само на марката Volkswagen. Го губили Honda тлото под нозете. Лоши вести за компанијата пристигнуваат од целиот свет.
Американците, по откажувањето на скоро до крај развиените електрични модели, ќе останат без новитет оваа и цела идна година. Во Кина пак ќе биде затворена најмалку една фабрика, бидејќи продажбата катастрофираше. Од 1,2 милиони возила во 2023-та, лани опадна на помалку од 650.000. За подобрување на ситуацијата не помогнаа ниту попустите кои, например, за плагин хибридната верзија на Акорд се искачуваа до скоро $15.000. Уште полоше е во Јужна Кореја, каде лани се пласирани едва и 2.000 возила, а годинава уште помалку. Минатиот месец заврши со беззначајни 84 продадени примероци. Затоа е одлучено, после повеќе од 2 децении присуство до крајот на годината, да се напушти пазарот. Во Европа, каде е подолг период, едва и живурка Honda останува без единствениот електричен модел. Иако е со солидни технички карактеристики, овој кросовер, еквивалент на HR-V, кој се продаваше по тешко изговорливата ознака ENEW1, едноставно не можеше да привлече купувачи. Освен што се произведува во Кина, причина за тоа е исклучиво високата цена. Знаејќи го сето ова, воопшто не треба да чуди што Honda за прв пат од 1957-та ќе ја заврши деловната година со дебел минус, кој се проценува на $15 милиарди. Сите го чекаме денот кога електричните возила ќе бидат достапни за широката маса. Можеби Hyundai има решение. Ioniq 3 е развиен во Германија, прилагоден е на потребите на европските клиенти, комбинира нов дизајн со модерна технологија, ефикасен погонски склоп и невообичаено пространна внатрешност за својата класа. Hyundai Ioniq 3 со нова развиената форма на каросеријата Aero Hatch, која подсетува на неговиот брат од големото добро утро, Genesis GV60, веднаш го привлекува вниманието. Резултатот не е само коефициентот на отпорот од 0,263, туку и доволно простор за главите на задните седишта. Дизајнот на Ioniq 3 се придржува до познатата филозофија уметност во челик со чисти линии и минималистички површини. Купувачите ќе можат да изберат 11 бои на надворешноста и разни опции на украсни елементи и тркала, вклучувајќи ја и спортската N-Line. За својот погонски склоп, Hyundai се потпира на Electric Global Modular Platform со архитектура од 400 волти. Електричниот мотор испорачува до 107 киловати и обезбедува максимален вртежен момент од 250 Нм. Максималната брзина е 170 км на час. Според Hyundai, две опции на батерии треба да овозможат WLTP опсег од 496 км. Функцијата за брзо полнење пружа батеријата да се полни од 10 до 80% за приближно 29 минути под оптимални услови. Оваа опција е овозможена со полнење на наизменична струја до 22 киловати. Карактеристики како што се Plug and Charge и Vehicle to Load ја подобруваат секојдневната употребливост. Hyundai го користи концептот Furnished Space, дизајниран да создаде удобна и пријатна атмосфера. Рамниот под и долгото меѓуоскино растојание обезбедуваат доволно простор за нозе, додека капацитетот на багажникот од 441 литар вклучува дополнителен мегабокс кој ја зголемува практичноста. Висококвалитетни материјали, некои рециклирани или биобазирани и опционални остварувања за удобност, како што се седишта за релаксација или звучен систем Bose, ја заокружуваат понудата. За прв пат се користи и инфозабавниот систем Pleos Connect базиран на Android Automotive OS. Ioniq 3 е развиен во Европскиот истражувачки центар во Русалска, Германија и ќе се произведува во Турција.
Како последен прилог во оваа епизода ќе ви прикажеме новитети од сајмот на автомобилите во Пекинг. Презафатени со подготовката на бројните премиери, домашните производители како да немаа време да не известат за нив, барем не на јазик и со писмо кое ги разбираме. Ниту странските марки не се покажаа многу експедитивни, така што сега ќе ви представиме само најголемите изненадувања. За својот пат кон опорувувањето, Nissan промовираше уште два сериозни новитети. Големи надежи се положуваат во оживувањето на моделот Terrano, сега исполнет со нови технологии. Надоврзувајќи се на своето наследство, теренецот има плагин хибриден погон кој ќе му овозможи и еколошко користење. Техниката треба да ја дели со во Кина развиениот Frontier Pro, што значи 1,5 литерски бензински мотор и електромотор со комбинирана моќност од 430 конски сили. За помладите купувачи кои не се толку склони кон авантурите низ без паќата е подготвен Urban SUV концептот. Неговиот дизајн се ослонува на веќе видените линии кај кинеската гама нови модели на марката, а плагин електрификацијата дава перформанси за секојдневни градски возења. Сериските изведби на овие два модела треба да бидат представени во рок од 1 година. Стартната позиција на Hyundai во плановите за лансирање дури 20 нови модели во наредните 5 години му припаднаа на Ioniq V. Веќе на прв поглед е јасно дека со него се трансформира целокупната стратегија на марката не само за кинескиот пазар. Тој има футуристички линии кои ќе бидат пренесени и во други идни производи на Hyundai. За погонот, кој е електричен, засега се знае само дека ќе има 800 волтна архитектура и ќе нуди автономија од повеќе од 600 км. Останува нејасно и дали ќе пристигне и во Европа и другите региони, можеби како замена за сегашниот Ioniq 6.